Добар ден, како што најавивме, денеска ќе зборуваме за неделата на циркуларна економија во Западен Балкан. Ова се работи за една голема, навистина голема регионална иницијатива која започна минатата година, која ја води Логекс, тоа е една регионална мрежа од невладини организации, големи невладини организации. Иницијатор за формирање на ова мрежа е Балкан Форум, The Balkan Forum, угледна, престижна think tank организација од Косово, а ја поддршката ја дава Rockefeller Brothers Fund од Соединетите Американски држави. Оваа недела се организира, како што кажав, по втор пат, втора година е и во целиот регион на Западен Балкан во моментов започнуваат најразлични активности кои се однесуваат на трансформацијата на економијата во Западен Балкан во согласност со светските трендови на трансформација на економијата од она потрошувачка, исцрпувачка економија која ги загрозува и екологијата, и животната средина, и ресурсите на државата, се разбира предизвикува и климатски промени во циркуларна економија, за која сме зборувале и минатата година. Во меѓувреме на Green Civil имало низа такви содржини кои се однесуваат на циркуларната економија, а оваа недела ќе зборуваме фокусирано, интензивно за циркуларната економија. Повеќе информации за тоа што ќе се случува оваа недела во организација на Цивил, јас би сакал да ја замолам координаторката на Зелен Цивил и одговорната уредничка на greencivil.mk, Билјана Јордановска, која ќе ни каже повеќе за нашите активности на Цивил, активностите во рамките на неделата на циркуларна економија на Западен Балкан. Здраво, Билјана, повели. Здраво, Џабир. Значи, веќе стартуваме ние со нашите активности. Пресконференцијата е стартот за нас, за Цивил и за Green Civil, во која што ја најавуваме регионалната соработка што имаме со Логекс и заедничкиот старт на регионално ниво на неделата на циркуларна економија. Она што следува утре е конференцијата Визии за зелена иднина, партнерство за циркуларност, што ќе се одржи во Хотел Сити Парк со почеток во 10 часот наутро. И како учесници на конференцијата се високи представници од владата, бизнис секторот, граѓанското општество, како и нашите регионални партнери кои имаме среќа да ги видиме онлайн во живо. Во самата конференција е поделена на неколку сесии. Во првата сесија ќе зборуваат вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики и министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Да дополниме, Каја Шукова и напише еден обемен труд за тоа. Ќе го спомнам и тоа, значи тие ќе зборуваат на тема трансформација на економијата на локално и национално ниво, стратегии, предизвици и перспективи на циркуларната економија. Во втората сесија продолжуваме со нашите партнери од регионот. Тие ќе зборуваат за неделата на циркуларна економија на Западен Балкан, регионални искуство. Како учесници ќе ни бидат Астрид Истрефи, извршен директор на Балкан Форум, Косово, Селена Агатоновиќ од иницијативата за правата на младите од Србија и Газмет Берла Јоли исто од Косово, мислам дека и тој е од Балкан Форум. Да. Во третата сесија... Само да дополнам, можно и други луѓе да се пријават во последен момент, како што и е редот, ова е регионална конференција, има интернационален карактер. Ќе биде отворен линкот, така што можно е да се уфрлат и од други држави на Западен Балкан, па дури и од Европа во оваа сесија. Се разбира, сесијата трае 30 минути, кој ќе се приклучи толку, после тоа ќе одиме понатаму со програмата. Во третата сесија, иновациите во бизнис секторот и циркуларната економија, позитивни примери за иднината ќе говорат представниците Филип Ивановски на Пакомак, Аријан Тоска од МДЦ Трговија и инвестиции и Живко Серафимовски Нутривет. Исто така на наше големо задоволство ќе имаме и подпредседателката на Сојузот на стопански комори Габриела Колибанова, а се надевам дека едно убава
убав дел за нешто што би, претпоставувам, и пропуштиле да го спомнат нашите гости, ќе имаш и ти. Најверојатно за влијанието на руската агресија против Украина врз економските трендови и можностите за развој на циркуларна економија. Нашата колешка Сонја Таневска ќе има и еден дел свој што ќе биде за медиумите и како тие покривуваат циркуларната економија. Јас се надевам дека конференцијата ќе даде путик за понатаму да сите заеднички да придонесеме кон трансформација на Западен Балкан, кон одржлив развој преку промовирање и спроведување на циркуларната економија. Исто така во рамките на овие активности за покривање на одбележување на неделата на циркуларна економија, спроведовме и неколку видео прилози, може да се рече дека направивме и документарци за што дополнително во текот на неделата и ќе зборуваме и тие ќе бидат објавени. Тоа се позитивни примери за одржлив развој и за циркуларна економија, еден затворен процес на тоа како бизнисите или бизнис секторот може навистина да функционира и да придонесува во оваа насока. И се разбира како дел од тоа што ние се обврзавме и сакаме да го направиме е публикацијата која што ќе излезе, од кој што еве ќе речам имаме текстови од авторски придонес од самата министерка за животна средина Каја Шукова, како и од други учесници. Тоа ќе биде објавено подоцна и ќе биде преведено на албански, англиски и на јазиците босански, српски и хрватски. Токму така. И се разбира неделата на циркуларна економија на Западен Балкан ќе ја заокружиме и со наши препораки до надлежните органи, што е она што ние можеме да го придонесеме на национално, на локално ниво за циркуларната економија. Да, ако може да дополнам во овој поглед, се работи за една навистина студиозна, длабока аналитичка активност на Цивил во која се вклучени, па би рекол, повеќе од 20 луѓе кои интензивно работат како на подготовката на сите печатени, односно текстуални и видео прилози, така и на анализа и излекување на препораки кои ќе бидат упатени до различни фактори, различни чинители, носители на одлуки, меѓутоа и засегнати страни. Се работи за еден сет на препораки кој ќе биде краток, јасен, недвосмислен и кој ќе биде упатен и до властите на централно и на локално ниво, во надеж дека ќе помогнеме малку во развојот на економијата во насока на циркуларна економија, на одржлив развој, на трансформацијата на таа економија. Се работи за економија во која може да се профитира навистина солидно, а при тоа и работничките права и условите за работа да бидат дури и подобрени. Само се работи за една трансформација која мора да се направи мудро во согласност со сите трендови, односно потреби на денешното општество и цивилизација во поглед на заштита на животната средина и обезбедување иднина, одржлива иднина за идните генерации. Што се однесува до бизнисот, Цивил како ретко кога даде придонес во изминатиот период и вложи напори да го привлече бизнис секторот да ги каже тајните, каде и на кој начин тие вклучуваат елементи на циркуларна економија или целосно или имаат намера целосно да се вклучат во активности, економски активности, стопански активности кои се циркуларни, во кои нема трошење и нема загадување. Ќе видиме колку во тоа успеале, се разбира од конференцијата и од документарните прилози кои од она што јас го знам, мислам дека се навистина добри.
Што се однесува до регионот, ако може да дополнам, јас мислам дека во втората година со уште поголем елан се вклучија организации како од нашата земја, така и од Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, цел Западен Балкан, практично каде што имаме многу активности кои му даваат простор на повеќе, им даваат простор на повеќе различни категории. Тоа се експерти, тоа е академија, тоа се невладини организации, односно граѓанско општество, медиуми, политичари на локално, на централно ниво и се разбира во голем дел бизнис заедницата, токму од целиот Западен Балкан, се гледа дека има многу висок интерес за овие наши активности и ние тоа се разбира дека ќе го искористиме како мотив повеќе, да им дадеме уште повеќе поттик да ги развиваат своите стопански активности во насока на циркуларност. Мислам дека кажавме дека е партнерство за циркуларност. Не знам дали колегата Аријан е на линија со нашите приштински колеги. Во моментот започната е, мислам, веќе 10 минути. 10 минути е започната големата конференција која тие ја организираат и која е всушност киков ивент, односно почетен настан во Универзум коледжот на Аризона во Приштина и се разбира со коорганизација, односно покровителство и на Балкан форум, а сето тоа, како што кажав, цел Западен Балкан, се што се случува во оваа недела на циркуларната економија на Западен Балкан го поддржува финансиски Rockefeller Brothers Fund. Не знам дали имаме линк, ако немаме линк, не знам дали треба да додадеме уште некоја информација. Па не знам, јас мислам дека ги исцрпивме сега за сега сите информации. Така. Дополнително нели следете на greencivil.mk И се разбира на civilmedia.mk, нашите социјални платформи на Facebook и на Twitter, и за сите дополнителни информации се разбира дека тука сме. Така. Еве само да додадаме никогаш доста од повеќе информации. После ова наша средба, онлайн средба, ние ќе подготвиме обемно соопштение во кое ќе ги дадеме сите податоци и мислам дека околу пладневе ќе бидат познати и на нашата веб страница, а се разбира ќе бидат испратени на имейл адресите на нашите членови и поддржувачи, како и се разбира до редакциите. Па толку беше. Се гледаме утре во 10 часот, исто така ќе биде онлайн, благодарение на одличната екипа на медиумската платформа на Цивил. Ќе биде тоа една брза, динамична, набиена агенда на конференција која ќе зборува за иднината. Се гледаме утре во 10 часот.